Благодарам. На минатата седница министерката за труд и социјална политика усно ми одговори, но нејзиниот одговор немаше врска со поставеното прашање, па затоа истото и го поставив и писмено, на кое што дури денес добив одговор. И според писмениот одговор, при Министерството за труд и социјална политика формирани се и работат следните комисии. Комисија за ревизија и наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа, која заседава 2 пати неделно со почеток од 15 часот и за која надоместокот на незините членови е 3000 денари по седница. Следна комисија е второстепената лекарска комисија за преглед на воени инвалиди и утврдување на процент на воен инвалидитет, која започнува да работи од 15 часот, а надоместокот за незините членови е 583 денари по решен предмет. И третата комисија е второстепената лекарска комисија за бањско климатско лекување за преглед на воени инвалиди, која својата работа ја започнува во 15 часот, а незините членови добиваат надоместок од 388 денари по решен предмет. Министерството за труд и социјална политика се обратило до Министерството за здравство за номинирање лекари специјалисти за членови на лекарската комисија за преглед на воени инвалиди во второстепена постапка и оттаму ги добило кандидатите. За останатите 2 комисии при Министерството, според одговорот, не добив по кои критериуми се избрани членовите. И конечно, министерката, иако подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз, не знае колку од вкупно 20 лекари специјалисти кои учествуваат во работата на комисиите при незиното министерство се директори на јавни здравствени установи. Сигурно не знае и дека платата на докторите специјалисти вработени во ПИОМ во инвалидските комисии земаат плата меѓу 33 и 35.000 денари, додека истовремено директорите на јавните здравствени установи покрај директорската плата земаат и плюс хонорари од овие комисии. По однос на критериумите за избор на останатите членови, може би министерот за здравство ќе ми одговореше поконкретно, но со оглед на фактот дека тој не стигна до денес писмено да ми одговори на моето последно поставено прашање до денес до него, сметам дека немаше да стигне ни ова да ми го одговори. Дополнителни прашања немам. Единствено сум задоволна што јавноста може да процени на овој начин за колку сериозни министри станува збор и колку несериозни одговори добивавме од нив изминатиот период. Ви благодарам.